Почитувани слушатели на ЕСИ Радио, добредојавте во емисијата ЕСИ Спорт. Зад нас е полн септември со спортски активности, како на меѓународно ниво во сите спортови, така и во дисциплината голбол во рамки на Националната спортска федерација на Македонија. Последниот викенд во Скопје се одржа Купот на Македонија во голбол за 2024 година. Како и претходната година, надпреварувањето беше неизвестно до последниот момент и на крај го добивме новиот шампион во голбол, што беше Феникс Скопје. Организатор на настанот беше Националната спортска федерација на слепи на Република Северна Македонија и помина во спортска, надпреварувачка и пријателска атмосфера и најдобар ред, како надпреварувачите, така од судиите, и бевме сведоци на солидна посетеност на настанот. Прво место заврши Феникс Скопје и Феникс е новиот шампион во Македонија во голбол. Второ место завршија исто така тимот кој што и лани беше во конкуренција, тој е Глобал Визија од Кавадарци. Трет беше Прилеп и четврто место беше Битола. Од меѓународна сцена, во очекување сме на новата NBA сезона. Минесота Тимберлволвс и Нью Йорк Никс потивка вон сезона за трейдови во NBA лигата постигнаа голем договор и размена на нивните звезди, каде што Минесота се согласи да го испрати Карл Антони Таунс во Нью Йорк за замена за Джулиус Рендел, Донте Девинченцо и драфтот од првата рунда. Ова е единствениот трейд во спортско лето во кој се вклучени актуелните All-Star играчи. Со заминувањето на Ајсај Хартенштајн, а Мичел Робинсон се уште во процес на опоравување, на Нью Йорк им требаше центар и тук тие го најдоа во 28 годишниот Таунс. Карл Антони Таунс е 4-кратен All-Star играч. Тој заврши во Минесота откако беше избран како прв севкупен пик на драфтот во 2015 година. Минатата сезона ја одбележи со просек од 21,8 поени и 8,3 скока и играше на позицијата power forward. Од друга страна, Минесота реши да го подели дуото Таунс со Руди Гобер на предниот терен и да донесе потрадиционален power forward напред, односно четворка. Тимберлволвс го добија Джулиус Рендел, кој што е 3-кратен All-Star играч, биш надпреварувач играч на Лос Анџелес Лейкерс и минатата сезона имаше просек од 24 поени, 9,2 скока и 5 асистенции на 46 одиграни надпревари. На Рендел му се придружи 27-годишниот стрелец Донте Девинченцо, кој постигна 15,5 поени минатата сезона и шутираше високи 40% од опсекот на 3 поени минатата година. Од италијанскиот фудбал, Јувентус наоѓа, односно најде замена за Бремер, кој што ќе биде надвор од терените, во поранешната звезда на Милан, Симон Кјаер. По победата на гостувањето кај Лапциг во Лигата на шампионите, остана без својот најдобар дефанзивец и старата дама, остана без Бремер, кој го напушти теренот со повреда во 6-та минута. Прегледите утредента ја потврдија лошата прогноза и сезоната ја заврши Бремер, кој што има повреда на коленото. Јувентус веќе почна да бара негова замена и се гледа чини дека ја најде во Симон Кјаер, кој е бивши дефанзивец на Милан, искусен фудбалер кој што ќе го замени Бремер во задните редови. Од другите вести, FIFA најави трет преоден рок. Со голема промена во трансфер системот, FIFA најави трет преоден рок кој што секоја година од 1 до 10 јуни ќе има 10-дневен трансфер прозорец, каде што тимовите ќе имаат шанса да ги направат или довршат трансферите и трампите или продажби на играчи кои што се планирани и не се остварени во зимскиот или летниот период. Така клубовите ќе имат шанса да потпишат нови играчи кои ќе имат право да учествуваат во следната сезона. Од интернационалниот фудбал, Џулијан Мбапе е изоставен од француската репрезентација на изненадување на фудбалската публика. Селекторот на француската репрезентација Дидие Дешамп избра да не ја повикат звездата Килијан Мбапе за престојните два надпревари од Лига на нации. Франција ќе се соочи со Израел во Будимпешта на 10 октомври, а ќе биде домакин на Белгија на 14 октомври. Во групата 2 од А-лигата. Моментално на Франција и Белгија имаат по 3 бода два надпревари, додека Италија е прва во истата група со 6 бодови. Дидиер Дешамп објасни дека Мбапе е изоставен поради тоа што не сака да ризикува со него. Не сакам да ризикувам со Мбапе. Тој можеше да игра, но во оваа фаза не е критично и подобро да ги пропушти овие два надпревари. Тој исто така од тимот ги изостави Нголо Канте и Адриан Рабио.
Мбапе неодамна го пропушти мечот од Ла Лига против Атлетико Мадрид и влезе од клупата само во 57 минута во вчерашниот надпревар против Лил. Ви благодарам за вашето внимание. Не очекува богат спортски октомври, како на меѓународна сцена, така и на домашна сцена во организација на Националната съюз на слепи и Националната спортска федерација на слепи. Останете со нас и до следно слушање.